Надлежните знаеле дека подитно мора да бидат сменети многу застарените кислородни пумпи што доведоа до хаварија на клинички и целосен колапс, ама до заедничките служби, надлежни за компресорските пумпи, таква насока не стигнала од Министерството за здравство. Ова дополнително го зголемува товарот на одговорност од Министерството, кое досега се правдаше дека ги чекаат извештаите од германската лабораторија, која јавноста ги чека веќе една недела. Најново сега е дека во моментот се врши втор вонреден надзор од друга германска фирма на компресорската станица на клинички. Иако најавите од надлежните беа дека денеска со надворешни компресори ќе проработат хирушките сали, тоа не се случи. Заеднички служби, ја колку што се сеќавам, и до техничка служба нема добиено таква никоја ни препорака, ни барање или мислење како што вие викате. Инсталацијата треба да биде сменета? Тоа треба да го кажат куќите што го испитуваат. Според вработените во заеднички служби, одговорни за нефункционирањето на операционите сали се директорите на хирушките клиники. На прашањето за хирушките сали може да одговорат само клиниките што ги оперираат и користат операционите сали, бидејќи ние сме надлежни само за техничкиот аспект на струја, вода, канализација, гасови. Алфа побара одговори од неколку директори на хирушките клиники, но никој не ни даде конкретни информации кога ќе започнат хирурзите со операции. Само директорот на клиниката за урологија доктор Сашо Дохчев кажа дека се надева проблемот да биде решен утре. И додека продолжува голготата на пациентите кои имаат потреба од операција и веќе 17-ти ден трае хаваријата на клинички. Целиот товар е на грбот на двете болници, го 8 септември и хирушката болница Свети Наум Охридски. Тие работат со полн капацитет, имаат двојно повеќе пациенти од претходно. Директорот на Стара Градска за Алфа вели дека потребна им е помош со медицински персонал. Најнеопходни им се медицинските сестри. Денеска исполнети се сите кревети во интензивна нега со плюс 2 попречни кревети од тешки болни. Шок соба која што последниот период ја адаптиравме да можеме и таму како полуинтензивна и интензивна доколку се наметне потреба, а се наметна потреба и она исполнета. И додека салите на хирургија не функционираат, и илјадници хронични операции се одложени и пролонгирани, а пациенти најавуваат и тужби.